Падната бандера стои во истата положба веќе неколку дена на крстосниците на улиците Маршал Тито и Видое Смилевски Батос проти Монопол и до Шик Јелак. Граѓаните со денови ја заобиколуваат за да поминат на тротоарот. Бандерата е навалена кон металната ограда, а самата основа е веднаш до улицата, по која има голема фреквенција на возила. Тетовци ситуацијата во целиот град ја опишуваат како општ хаос. Тоа не е само оваа бандера во градов, све е хаос. Би ве замолил да го снимите кај братство Миџени патот на раскрстица перат коли. Идеме со деца мали, у школу не можеме да мораш да пројдеш на улица, а на улица перат коли. Значи пречка и за движење и за се, а тротоарот е од 56-та година, катастрофа. Да ступнеш негде, другата плочка ќе те удри по глава. Што мислите надлежните дека недоволно прават за да ги санираат овие проблеми? За овие недоволно, ама и ние луѓето, хигиената нас не може да не исчисти никој у градов. И ние треба малку да пазиме кај фрлеме, кај и така. Па не крева стара е, не затоа. Не мислите дека е пречка малку и за движење? Па е пречка, како не е пречка? Пречка е. На улица тука на тротоар пречка е бандерата за движење. А за бандера нема држава. За ово треба држава да има. Држава знае само да качи струја, зејтин, нафта и вика даваме субвенции, дават. Ништа, сите вајдуци. Тоа давно, кога падне. Дива лига, како изгледа. Од општина Тетово тврдат дека бандерата не е во нивна надлежност, оти сметаат дека се работи за инсталација со електрично напојување, но од Девана не информираа дека се работи всушност за телекомуникацијска бандера од кабелски оператор.